Кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН за Штип Илчо Захариев во обиколка на повеќе локации во општината и на средба со повеќе категории граѓани. Контактите започнаа со средба со такси превозниците на кои им вети повеќе паркинг простор, но и ги потсети на веќе направеното. Ние за претходните 4 години успеавме да направиме одлична инфраструктура на 160 улици. Тоа значи добробит за сите граѓани, но пред се за таксисти затоа што пред тоа сите улици беа тотално девастирани со ударни дупки, тие ги кршеа своите автомобили. Поправките беа чести и на некој начин заработката одеше во поправки на автомобилите. Истовремено, со изработката на овие 160 улици веќе тие проблеми се надминати. Вториот сегмент направивме многу добри конекции, да речеме, меѓу наследба деснаци и медицинското училиште, направивме една улица за да луѓето сега веќе патуваат многу поедноставно, место да кружат, да речеме, преку центарот на градот. Направивме конекција меѓу улиците Питогули и Цар Сајмон, односно Косовска, а сега правиме обиколница од населбата Сењак до населбата Пребег. Како досега, така и во наредниот период, ние како советници, како Совет на општина Штип, наша обврска е да донесуваме одлуки во Советот на општина Штип, кои што ќе значат подобри услови за самите такси превозници, но исто така и поголема безбедност во сообраќајот и за такси корисниците. Кај така наречените 7 штипски кули, Захариев најави комплетно уредување на сите населби во општината по примерот на тој простор. Пред 2 години го уредивме просторот кај 7 кули. Направивме парки места, ги средивме влезовите и направивме нови зелени површини. По тој принцип, идната година, од рана пролет, ќе почнеме да го уредуваме просторот околу секоја зграда. И тоа во населбите 8 ноември, Автокоманда, Сењак, Баби, во центарот на градот, секаде каде има стамбени единици, бидејќи за последните 50 години дворовите не беа уредени. Ќе направиме нови паркинг места. Ќе ги средиме влезовите и ќе уредиме зелени површини во сите тие населби, бидејќи граѓаните заслужуваат да имаат уредени населби. Ова е реално, ќе го изведеме значи уште првите 6 месеци идната година. Вториот дел што сакам да го посветам во моето внимание за наредната година е изградба на нови тротоари во сите населби каде луѓето си платиле комунали. Захариев и Јорданов денес имаа средба и со лицата со телесен инвалидитет. Да им излеземе во пресред, да ги слушнеме нивните предлози, да им помогнеме, да им пренесеме дека сите нивни предлози, сите нивни прашања, забелешки кои што ќе ги достават до нас како совет, ќе бидат преточени како одлуки во идниот совет, се со цел да им се помогне во нивното секојдневно живење. Кандидатот за градоначалник од СДСМ Благој Бочварски најави нов начин на функционирање на локалната самоуправа и нови проекти за Штип. Приоритет е изградба на детските градинки, чисти и загрејани училишта. Преку воведување на гасификацијата ќе ги намалиме трошоците на институциите, со што повеќе пари ќе останат назад кај граѓаните. Воведуваме мобилни канцеларии кои ќе нудат услуги за сите граѓани. Планираме отворање на подрачно дисперзирано оделение на општината во населба Сењак. Приоритет е изградба на детски градинки, чисти и загрејани училишта. Планираме да изградиме нова детска градинка во населба Сењак 4 и детска градинка во Караорман. Со нови термоизолациони фасади и соларни панели на сите детски градинки ќе направиме чекор напред во реконструкција на она што ни е приоритет. Ќе обезбедиме поддршка и помош за најзагрозените семејства и за лицата со посебни потреби. Ќе формираме оделение во општината која ќе врши посета на пензионерите и на лицата кои се сами и не можат да ги обават обврските како купување на лекови, плаќање на сметки. Бесплатен престој на деца на самохрани родители во детски градинки. Бесплатна настава по англиски јазик за децата во детските градинки. На ова реагира од општина Штип. Транспарентноста на општината е зголемена за над 40% за период од 8 години. Затоа општината доби и признание од ЗЕЛС. Што се однесува до најавениот проект за услуги на едно место, можеби почитуваниот кандидат не е запознат дека во општина Штип веќе 7 години функционира едно шалтерски систем и центар за услуги. Општина Штип веќе најави изградба на детска градинка во населбата Сењак уште пред 1 година и проектот помина во Министерството за труд на претходната влада, при што општината се обврза да ја изгради, а тие да ја опремат. Новата влада проектот го стави во фиока и затоа актуелниот иден градоначалник Захариев истата ќе ја изгради со општински средства. Слушаме дека ќе ги посетувале пензионерите и изнемоштените, кои не можеле сами да ги извршат обврските. Затоа веќе неколку години постои проектот општинско корисна работа, токму преку која им се помага на овие лица.
стои во реакцијата од општината.